Македокс повторно низ Македонија ќе ги распрсне најдобрите и најновите документарци. Почнувајќи со Лазарополе, токму на Илинден, кој за ова мијачко село е селска слава, па се до 11 август. Во Вевчан и Гевгелија, Кавадарци, Штип и Виница, вториот караван на малку поинтимен начин ќе овозможи киноприкажување под отворено небо. Секој ден ќе се нудат по 2 проекции со почеток од 21 часот. Ќе се прави ретроспектива на македонски дела, а ќе бидат прикажани и наградените и највпечатливите документарци кои во мај годинава беа прикажани на фестивалот на креативен документарен филм. Секако во согласност со тоа како ќе биде расположена публиката, не верувам дека би се сконцентрирале само на тие 2 филма кои што ги споменав, прво македонски ретроспективен краток и потоа долгометражен. Значи доколку е расположена, сепак оставаме на нив да одлучат да што и каков филм би сакале понатака да следува и да се прикаже. За годинава повторно се очекува успешна акција, бидејќи минатата година организаторите ги исполнила со позитивна енергија. Највпечатливи биле прикажувањата во Витолиште, каде стотината жители уште од 70-тите години од минатиот век не присуствувале на кинопроекција. И тоа беа стари луѓе кои што навистина беа пресреќни. Прекажавме ретроспектива на македонски филмови и си ги пронајдоа своите предци во филмовите. И дури беше интересно што се трудеа луѓето, значи да ја направат убава атмосферата. Беа толку ангажирани со нас додека местевме, додека сето тоа го поставувавме, се носеа сами столчиња, иако имавме ние обезбедено, значи беа претопени во духот на киното и навистина вложија напори да се тоа прекрасно да изгледа. Исто како и лани и годинава, целта е излегувањето од ограничувањата кои диктираат централизирање на културните манифестации да стане традиција. Инспирирано од ова, патувачкото кино на Македокс за следните години планира акцентот да го стави на малите места каде со години ништо не се случувало.